Јас сум најтипичен млад човек во град Скопје кој го живее скопското секојдневие и сите негови последици. Би се окарактеризирал како човек кој повторно го има најтипичниот пат на Скопјанец, кој едноставно преку политичкиот активизам и политичкиот ангажман во општеството доста рано сум стигнал до позицијата на советник во Советот на град Скопје, веќе на 25 години и бев таму 3 години советник и сакам да го посочам ова, тоа беше најдисфункционалниот совет во историјата на градот Скопје, така да имав неверојатна привилегија да присуствувам на 70 седници каде што не се набавуваат нови автобуси, присуствував на неколку седници каде што се носеа буџети кои ВМРО ДПМН ги поддржуваше иако после го блокираше неговото работење, така да во сите тие 3 години едноставно се стекнав со еден впечаток за градските власти, особено во контекстот на ВМРО ДПМН во изминатите 4 години, дека се намерно деструктивни кон сопствените граѓани и дека во суштина се што ние треба да таргетираме на овие избори, а и понатаму е политичка волја, бидејќи самиот град и неговите институции и неговите претпријатија имаат институционален капацитет